изразена на референдумот на 30 септември. На седмицата уставни измени се во функција на примената на така наречениот Преспански договор со Грција, со кој се брише се што е македонско. Затоа денеска единствени и сплотени 84 македонски организации од земјата и диаспората од Европа, Канада, Америка и Австралија донесуваат повелба за стратешка соработка против промената на Уставот на Република Македонија, собранието да се распушти и распушување на предвремени парламентарни избори. Повелбата ќе ја потпишат овластени представници на организациите од земјата и диаспората, како и представник на македонски патриотски здруженија и представник на 36 организации од Нов и Јужен Велс од Австралија. Дозволете ми да ги прочитам организациите потписници. Единствена Македонија, ВМРО ДПМН Демократска фракција, Семакедонски национален совет Македониум, Христијанско братство, Фронт за демократска Македонија Фроден, Македонско патриотско здружение Тврдокорно, Форум на слободоумни патриоти, Граѓанска иницијатива за здраво, достоинствено и возвишено живење Преродба, Македонски патриотски здруженија Величко Велјанов Чичето, Владо Черноземски, Струшки Непокор, Андон Косето, Христо Узунов, Методи Патче и Васил Чакалаков. Македонско-руски сојуз на жени, Здружение за заштита и зачувување на српските споменици во Македонија, Сојуз на македонците со исламска вероисповед, Турски светски конгрес, Македонски клуб Шар-планинец, Граѓанско здружение Аманет 1903 година, Трета опција за Македонија, том 2003, Граѓанска иницијатива Македонија пред. Понатаму, движење Македонска природба, научно друштво ЦНСИ, Македонско конзервативно движење, невладина организација Наша струга, Сдружение на граѓани Македонски крвопис, Сдружение за заштита на човековите права и рамноправност на македонците во Македонија, Македонски триплерски сојуз, Сдружение на граѓани КРИ. Заедница на македонските друштва во Швајцарија, Координативно тело на македонската диаспора за протести во Европа, Сдружение на македонците од Италија, Македонска заедница од Америка, Македонска заедница од Канада, Организација Обединети македонци од Канада, Македонско меѓународно движење за човекови права, Спасија Библиска Македонија Мелбурн, Македонска радиопрограма Мелбурн. Кут Никола Карев Мелбурн. Представник на Австралиско-македонски совет за Нов Јужен Велс, во кој членуваат 36 македонски асоциации, Организација на активисти за македонски човекови права Мелбурн, Организација Македонија на македонците од Австралија, Организација Да живее Македонија, Македонска заедница од Западна Австралија, Перт Австралија, Македонски глас на диаспората, Сдружение на македонците од Велика Британија, Македонска диаспора Европа. Ќе ве замолам сега да пристапиме кон потпишувањето на договорот.
Која Наташа? Ние ќе продолжиме со потпишувањето, но и ќе продолжиме со нашето обраќање према новинарите и према присутните гости. Додека трае потпишувањето, ќе продолжиме со кратки изјави од говорницата. Прв изјава ќе даде господинот Јанко Бача. Добар ден, почитувани присутни. Денеска, како што слушнавте, стратешка соработка од 84 организации од земјата и од светот, каде што живее бројната македонска заедница. Денеска на овој свечен чин на кој што подпишуваме 84 организации, политички партии, здруженија Од земјата и од диаспората, каде што живее бројната македонска заедница во Америка, Австралија, Канада и Европа. Сите ние свесни сме за моментот и го знаеме поводот на денешното наше обединување, а тоа е со оваа повелба да почнат нашите активности со цел спречување на промена на Уставот, Собранието на Република Македонија да се распушти и да се распишат нови предвремени парламентарни избори. Сведоци сме сите, марионетската власт во Скопје веќе очајнички го прави последниот обид да ги истурка промените на Уставот на Република Македонија со цел да се избрише се што е македонско. Затоа ние, како македонци, денеска сплотени и единствени, се обединуваме со цел да го спречиме овој геноцид што се заканува врз македонскиот народ. И јас сум длабоко убеден, како што ја добивме првата битка, битката со референдумот на 30 септември, каде што народот масовно бойкотираше, не излезе на референдум, меѓутоа гледате сите, почистичката власт во Скопје ја игнорира волјата на народот. Не ја почитува волјата на народот од 30 септември, затоа ние сега продолжуваме со оваа наша битка и дури не е претерано, ако кажам, влегуваме сега во финална битка, во пресметка со марионетската власт со цел да се спречи, да се избрише се што е македонско. Сега веќе треба да ги кажеме работите, кулминацијата во антимакедонизмот, нова фаз веќе го допре врвот и веќе слободно може да кажеме или ќе дозволиме тие да не избришат, или ние ќе ги спречиме во нивните намери, или со една реченица дојдени сме до таму веќе да извикнеме и да кажеме или тие, или ние. Затоа
Јас верувам дека со ова денеска наше обединување, сплотени и единствени, започнуваме се народни протести и други форми на протести против оваа власт со цел да се спречи промена на уставот, а овие се народни протести се со еден услов: нови избори без да ги организира владата на Зоран Заев. Затоа, почитувани присутни, денеска ве сакаме да упатиме апел дека ние ќе успееме во оваа наша битка. Влогот е голем, немаме повеќе што да изгубиме, бидејќи ова е битка на целиот македонски народ. Ова гледате, тука имаме и партии, издруженија, ова не е битка за партии, не е битка за лидери, не е битка за власт, ова веќе гледате е битка за опстанок на цел еден народ. Затоа влогот е голем и ние едноставно мора да успееме и мораме да го заштитиме светото македонско име, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Да сте живи и здрави, да ни е среќен почетокот и ние на крајот некаде, како што најавува Маринска ќе оконча ова постапка некаде околу Нова година, ние да најавиме дека околу Нова година ќе имаме сосема подруга слика, ќе славиме после Нова година, ќе успееме во оваа наша мисија, во оваа света македонска мисија и ќе успееме да ја поразиме оваа власт, контролирана и купена од странски центар. Ја ви благодарам што сте купени да прашаме. Браќа и сестри, ја можеме без микрофон. Се слушаме. Македонскиот народ на 30 септември кажа што мисли за промената на името и за капитулацијата која што се одвива во Република Македонија. Кажа едно големо не, кажа дека сака да си го сочува идентитетот, својата културна посебност и кажа дека не се согласува со политиките кои што се водат во оваа држава. Меѓутоа, корумпираните политички елити, марионетската власт продолжува и понатака на патот на обезличувањето на се што во оваа држава нешто му значило на македонецот. Ние сме тука денеска да подпишеме документ кој што значи дека јасно и гласно постои структура која што вели не, доста е. Доста е од ова малтретирање. Доста е од ова насилничко однесување. Вие знаете дека најголемиот дел од вас денеска тука присутни, дента која беше подпишан Грчкиот договор, излеговме пред собранието на Република Македонија да протестираме и бевме брутално нападнати од полицијата на Заев. Бевме нападнати со хемиски отрови и повеќето од вас имаат последици од тој напад. Нашите човекови права, нашата борба, нашето право да протестираме беа брутално прекинати. Луѓето после тоа беа приведувани и апсени, за да власта вели дека тоа било најнормално попречување на протестирање. И потоа се прашуваме зошто ги нема луѓето. Па ги нема луѓето затоа што ги малтретираат, дома им влегуваат. Сега треба да кажеме дека постои структура која што повторно ќе се спротивстави на тоа, структура која што ќе застане заедно со македонскиот народ, структура која што ќе се спротивстави на ова понатамошно обезличување на Република Македонија. Јас им честитам на сите што денеска собраа храброст, морам да кажам собраа храброст, затоа што ова здружување буквално се работи и од тајната полиција, и со удбашки методи, и од странски структури, за да не се случи. Година дена нас не попречуваат да се обединиме. Оти само една ваква структура може сериозно да го спречи уништувањето на Република Македонија. Промената на уставното име не е само некоја промена на хартија или во некој небитен документ. Ова што се случува е план тотално да не уништат и да престанеме да постоиме. И ние како структура цела година се соочуваме
со обструкции, со луѓе кои што ко Божем се тука со нас, а работат да направат раздор, да направат поделба, да направат обезличување, да направат да не доаѓаат едни, да не доаѓаат други. И мислам дека затоа треба да се честита на сите што се денеска тука, да им изразам благодарност што се упорни и покрај сите притисоци и покрај сите маневри што се користат против нас, и да кажам дека ова ми дава надеж дека ќе успееме, дека ќе се радуваме на спречување на промената на уставното име и со тоа целиот пакет што доаѓа, дека оваа бројка на луѓе и организации, македонци од државата и од целиот свет, ќе допре до разумот, до умот и до срцето на пратениците кои што чудесно се предомислија во последниот ден и гласа за уставни промени. За да им помогнеме да се предомислат, ќе отидеме до нивните домови, ќе им уручиме барање од нас да се предомислат, демократско барање, ќе им уручиме документ, демократски се разбира, ние ќе се бориме демократски и мислиме дека ќе се предомислат и нема да ја подржат наредната фаза на промената на уставот. Да не должам многу, ќе се гледаме и после денеска, ќе се гледаме на улиците, ќе се гледаме пред собрание, ќе се гледаме пред домовите на пратениците. Да живее Република Македонија! Почитувани браќа и сестри македонци, ве поздравувам од име на Семакедонскиот национален совет Македонија. Поздрав до вас, поздрав и до нашите браќа и сестри во Австралија, Канада, Америка, Западна Европа и секаде каде што ги има и каде што живеат. Јас синоќа му ветив на Филип Петровски дека нема да вика. Меѓутоа дека понесен од национал-патриотизмот, малце почна да вика. Па јас малце ќе слушам и ќе пробам да малце во подруго светло денеска ви го кажам тоа што имам. Во ракава држам еден список од луѓе и ќе ви го прочитам, добар дел од луѓе во се тука денеска. Маријан Камиловски, Миновски Цветко, Константин Атанасовски не е тука, Анđелковски Богољуб, Душко Дойчиновски, Лилена Тошевска од Австралија, Ставровски Бранко, Ангелина Маркус, Васе Петковски, Ацо Стојановски, Петре Жежов, Мирјана Ѓореска од Битола, Груевски Дане, Гоце Ангелковски, Војо Ѓуровски, Гоце Бојаджиевски, Димовска Наташа, Лјупчо Бојаджиевски е напишане и Бојо Анđелковски, мислам дека два пати пише горе. Ова се луѓето, дами и господа, кои што на 31 јули минатата година беа пред соборниот храм на протест против предавството на Македонија. Ве молам еден аплауз за нив. Едната фаза ја поминавме. Македонија бойкотира. Македонија го избойкотира предавничкиот договор Ципрас заедно. Во интерес времето сакам сите луѓе кои што се на масава да зборуваат. Ќе ви кажам само едно, ќе ве молам. Ќе ви кажам Република Македонија со поднесување амандмани во Македонското собрание. Крајниот рок за Зоран Заев 28 декември е да го испорача договорот Ципрас Заев и да биде финиширан. Пораката моја од овде, нашата порака доколку се сложувате е следна. Зоран Заев пред 28 декември треба да го нема. Македонија на македонците. Почитувани браќа и сестри македонци во и надвор од Македонија. Имам неколку кратки пораки во
мојот говор, јас зборувам од аполитичка гледна точка и такви ќе бидат и пораките и одговорите што ми се, значи прашањата што ми се носно поставува. Првата порака е всушност одговор на прашањето зошто сме ние денес тука. Како прво, христијанско братство како аполитичка организација се сплотува и обединува со останатите партии, организации, здруженија и поединци со една единствена цел, а тоа е Македонија. Но од друга страна, да не бидам погрешно сватен, ние, мислам на христијанско братство, не сме против ниеден пакт, ниту било која држава. Ние сме само против промена на името Македонија. Која е нашата цел? Да се обидеме, сплотени и обединети, да го спречиме овој срамен процес кој што власта го започна во овој момент за Македонија и македонскиот народ. И воедно да го сочуваме нашето свето, библиско и вековно име. Ова што ни се случува во овој момент во Македонија не е експеримент, господа. Ова е реалност. Но сакам да потенцирам своите зборови, своите дела и своите поставки. Втората порака е одговор на прашањето што е следно и кој што не ми се допаѓа. И уверен сум и на вас. Но сум од друга страна потполно сигурен дека е вистинскиот пат на револуционерите и патриотите во минатото, денес, а богами во иднина. Третата порака е до власта. Вие, господа, сте сосема свесни дека му ветивте, што му ветивте, а добро знаете се што ветивте на македонскиот народ. Но работите сосема друго и спротивно од ветеното. Многу далеко од ветеното. Ние не сме ваши непријатели, ниту било која партија и поединец. Запомнете, кога ќе ги прекршите правилата и ветувањата, консеквенциите и последиците од таа превара, ќе ги сносите на свој грб. Во овој момент на нас ни е потребна разумна алтернатива. За да ме разберете што сакам да ви кажам, се обидам и ќе се обидам сликовито да ви објаснам. Пред некое време на вас ви ставија пиштол во рака. Со тој пиштол извршивте убиство на една партија и нивните соработници. Но сега тој пиштол ви е свртен во вашето чело. Ние овде што сме собрани, или во христијанско братство да зборувам, сме тие што ви ја држиме раката. И сега имаме две алтернативи. Вие ќе извршите самоубиство, тоа е факт. Почнавте кон тој пат, неповратен. Или да ви ја скршиме раката, да не се самоубиете, или да ви ставиме чорци да не погинете. Во секој случај, ние не сме ваши непријатели. Одлуката ќе биде ваша. Четврта порака е до новинарите и до медиумите. Имам до вас само една молба. Во наредниот период кој следува нормално е дека ќе се случуваат разноразни говори, превирања, злоупотреби, манипулации и превари од секој калибар. Биве само ли во идни, немој да се обидувате да го заштитувате христијанско братство или било кого. Но немој во никој случај да не нападнете или наклетите на Република Македонија председателот. Вие сте татко на оваа држава. Го знаете ли тоа и свесни ли сте за тоа? Но заборавате нешто многу важно. Таткото ги штити децата од волка. Не ги мачи и не ги малтретира. Ќе ме разберете покасно што сакам да ви кажам. И последната порака е до македонците во и надвор од Македонија. Немој да се плашите и стравувате. Стигнавме премногу далеку за да се откажеме и да оставиме да не понишат и избришат. Поминавме многу бурни времења заедно. Премногу солзи пролеавме. Оваа земја уште на крв мириса. Денес
Во наши раце е моќта и на одлука, а воедно тоа е и наша должност. Нема повеќе место за страх, паника и предавство. Ниту денес, нити утре, ниту било кога во иднина. Ова е моментот каде во Македонија се сретна и сутрија, минатото и днината, злото и доброто, каде наскоро ако овој авантуристички поход од власта не го завршиме, ние што сме тука седнати, за наша жал, во Македонија ќе се судрат големи империи. Од нас и само од нас зависат сите поставки во иднина. Пред да завршам да ви информирам покретот со собирање на потписи што го почнавме на 150.000 потписи. До сега се собрани 10.860 потписи. Што и како и колку ќе се соберат и дали ќе успееме, ќе покаже времето. Успехот и неуспехот и на македонскиот народ. Јас немам намера да ве молам да собирате потписи. Оставам на вашата доблест и на вашата страфа. И на крај, браќи и сестри, ние сме борци, а не жртви. Победивме со бойкотиран, не предадоа во собрание, но затоа можам и тврдо ви велам дека овој пат ќе победиме. Златини за Македонија и македонскиот народ и за нашите идни поколенија. Господ, нека ја благослови Македонија и сите држави во светот. Амин. Јас нема многу да зборувам, 32 говоранци, односно одржавме митинзи. Сега само ќе кажам, го добивме првото полувреме со Македонија бойкотира, треба да го добиеме сега уште второто полувреме со Македонија блокира. Во првото полувреме требаше многу зборување, сега во второ полувреме треба многу работа. Од мене толку, бидете живи и здрави, да не живее Република Македонија. Добар ден, дами и господа, браќа и сестри. Ако ова свето писмо не го менал никој досега 2 милениуми, но тоа ќе зависи само од вас. Само од вас, затоа немојте да се плашите, зашто што се вика тоа по старо, стапот имат два крајови. Или ние, или тие. Сега да знаете дека сме многу тешко нападнати, чак и веб страниците не ги случува, само патриотот се гледа во тоа, треба да би издржив и мачен и узенки на него да имат, треба да издржиме ова нешто. Затоа, ние, трета опција за Македонија 2003, а зашто 2003 ќе ви објаснам накратко, после 903 доаѓа 2003, после наредната 2103, ако продолжиме со овој памет и слушаме ово, се гледаме почесто. Некој сака да се обрати од присутните? Најнапред да ја поздравам сите вас кои сте овде, просту, прави македонци, гранитни, ја почувствувавте опасноста за пропаѓањето, уништувањето на својата држава и својот народ. Почит до сите вас. Накратко само сакам да кажам, да осветлам една вистина за што всушност се работи. Всушност се работи за завршница на еден почнат геноциден план за уништување на македонскиот народ најнапред. Тоа се правало намаси, подмаси, пред 100 години, пред повеќе од 100 години, после оние граѓански војни во Грција, се до денеска. Ова сега што се прави е завршниот дел на тој геноциден долгорочен план за уништување на македонскиот народ. За таа цел најмена е, платена е, подмитена е една гарнитура на предавници, на луѓе со никаков карактер, без карактер, одроди на својот народ, платени се да го уништат сопствениот народ. Тоа се навистина, да не кажам
монструми, меѓутоа во најмала рака се одроди од својот народ. Значи, свесно и забрзано се прави уништувањето на македонскиот народ. На сите начини, со сите договори, со Бугарија, со Грција, претходно признавање на непризнавање на македонскиот народ во Албанија, него донесе да подпиша да беше одлука во Европскиот совет дека во Албанија живеел бугарски народ. Се до ден денеска се одвива тој уништувачки план. Овде, сите што сме, се собравме, просто, храбро, достоинствено да се одбраниме својата татковина. Да ја срушиме ова нелегитимна предавничка власт. Се обидовме на разни начини, се обрајкаме, со предупредување, со барање, со молби, со тужби. Тужби има, знаете, и до Зоран Заев поднесено кривична пријава и до Димитров. Никола, како се викаше, не заслужува ни да му се памти името. Неко најди казната од собствениот родител, татко. Дојдено е времето да скратиме. Дојдено е времето да се ослободиме од ова окупаторска диктатура. Кога го игнорираат својот народ, овие нелегитимните, предупредени на разни начини, тогаш ќе ги игнорираме тие, уште повеќе. Ќе направиме се тие да не ги завршат овие злокобни, геноцидни, фашизоидни договори за уништување на македонскиот народ и држава. Тоа е наша задача, должност и мораме тоа одговорно да го направиме. Значи, многу сум среќна што ве